Изминатата недела прикажавме серија прилози што од различни аспекти се осврна на втората годишна конференција на обединетата македонска дијаспора, што се одржа во Торонто, Канада од 3 до 5 јуни. Денес во студиото е колешката Лилица Китановска, автор на серијата прилози. Лилица, што подготвивте за крајот? Крајот, ако може така да се каже, бидејќи ние и натаму ќе се навраќаме на луѓето и на тоа што тие го прават за Македонија и за македонците надвор од границите на државата, е приказ на тоа што учесниците мислат дека треба да е фокусот на идната работа на организацијата. Лилица, ти благодарам, предлагам веднаш да го погледнеме прилогот. Втората глобална конференција на обединетата македонска дијаспора донеси селеници во Торонто од 20 на земји во светот, но и многумина други инволвирани во прашања на дијаспората. На нашето прашање до нив, што за нив значи еден ваков собир, секој имаше одговор од аспект на личното доживување и професионален ангажман. Еве некои од тие сублимирани одговори. Свештеникот Јован Босеовски вели дека вакви собири се од непроценливо значење, зашто тоа го чува духот македонски. Не сам верата што ни е број 1, да не се оскажуваме ни се она што е македонско, да се негува фолклорот, музиката, јазикот, писменоста, сето тоа не прави посебен народ, да се говори како и другите народи. Джейсон Нико, американец и продуцент на филмот Име е име, смета дека владата и македонците надвор од земјата се на одличен пат, дека нивната работа покажува резултати, но дека главниот капитал на земјата е името Македонија. Сите слушнале за Македонија. Имате вграден жик. Во Новиот Завет е спомената 25 пати. Прашање е само како да го употребите, како да го претворите во злато. Александар Николовски, пратеник и член на владеачката партија, не го крие задоволството. Местото што практично беше празно долго време сега е покриено со организација која работи во цел свет за интересите на Македонија и македонците. Трајан Димитриев од Канада е согласен дека е важно што оваа организација постои, но повеќе од тоа, кој ја води? Најдобро печето јас што разбрав е повеќето млади луѓе учествуваат на оваа конференција, којто за нас тоа покажува иднината на нашиот народ. За Владимир Наумовски, туристички работник од Њу Јорк, ова е само почеток за меѓусебното поврзување. Може само да ни биде основа за тоа како да се зголеми бројот на патници, бројот на туристи, бројот на сите посетители. Даг Манч, кој подготвува фотографска експедиција по Македонија, туризмот го поврзува со она што земјата го има во изобилство. Мислам дека начинот на кој Македонија треба да се промовира во светот е со нејзината извонредна историја. Со фрески, вели тој, 1000 години стари, пред Микеланджело да ја наслика таваницата на Систинската капела. А кога еднаш ке дојдат, сакаме сите да кажат како Сузан: "Wanna go back?" Сакаме да се вратиме таму. Заминавме од Торонто, но остана чувството дека само сме ја начнале површината од она што е македонска дијаспора.